До 2027 година се очекува да биде изграден и пуштен во функција новиот гасоводен интерконектор кон Грција. Од вкупно 123, македонскиот дел ќе биде со должина од 67 километри. Договорот за изградба и официјално беше потпишан од избраниот изведувач Rapid Build, Министерството за енергетика и операторот Номагас. Тендерот е вреден 59,9 милиони евра, а очекувањата на министерката Божиновска се дека со изградба на интерконекторот ќе се овозможи алтернативен влез на природен газ и поголеми можности за индустријата и локалните самоуправи. Со тоа ние конечно ќе имаме алтернативен влез за природен газ, ќе имаме поголема сигурност, повеќе избори и помала зависност од единствен снабдувач. Со овој договор се обезбедуваат диверзификација и достапност до повеќе извори на природен газ. Се обезбедува економски развој, унапредување и заштита на животната средина. Од компанијата на изведувачот најавија дека со работа ќе почнат од утре. Оттаму уверуваат и дека се комплетно обучени и опремени за изведба на проектот. Како единствен предизвик го посочија процесот на експроприација на дел од трасата. Доколку не е завршена експроприација на некој дел од трасата, ние сме буквално во неможност да работиме, да направиме било што. Но доколку е решена експроприација, мислам дека за нас нема пречки. Проектот за изградба на интерконекторот во земјава претходно беше стопиран поради поништување на тендерот. Божиновска денеска посочи дека новиот изведувач понудил цена за 12 милиони евра пониска од второрангираната понуда од фирма од Србија. Проектот, како што е најавено, ќе се изведува со поддршка преку грантови и заеми од Европската банка. Изградбата на 56 километри на интерконекторот од грчка страна започна во февруари годинава, а според најавите се очекува да завршат на пролет идната година.